Кои шлемови, професоре, се користеле во македонската војска? Корински, атински, локални варијанти? Со воената реформа на Филип II и врз основа повторно на ликовните извори можеме да претпоставиме дека се носеле шлемови кои што подсетуваат на фригиска капа и поради тоа современата наука ги нарекува фригиски тип на шлемови. Како се разликувале шлемовите на обичните војници и на офицерите? Разликата е во декорацијата со оглед дека тоа дополнително можело оној што има средства, а средства имале само оние највисоки. Значи на Александар шлемот знаеме бил со рогови, со перја. Значи само оној кој што можел да си дозволи покрај функционалните дефанзивни карактеристики да си ги задоволи потребите од некоја естетика, можел да го украсува, односно да даде на занаетчијата на оружарот да му го украси. Декорира шлемот и консеквентно на тоа тие покрај практичната улога можеле да се користат и во функција на парадни шлемови.